Добро вечер, започнува светот денес на Тера. Еве ги вестите на денот. Колку ти ја мерка касарната? Свет на макази. Со амфетамин брака им побегнал на полицијата. Што грците ги изнервира на НАТО самитот во Велс. Празнична прогноза со облаци. Ова е веста за почетокот на продолжениот викенд. Од утре до вторник повеќе облаци и дожд отколку сонце. Сабота предплан неумерена облачност, но поголема е веројатноста за ништо повеќе сончеви периоди во јужната половина на земјата. Попладне повторно ќе има зголемување на облачниот слој, а со тоа ќе зачести и дождот. Врнежите локално ќе продолжат и во текот на вечерта. Температурата ќе достигне максимална вредност околу 26 степени во северниот дел на земјата, на југозапад околу 24 и до 28 степени во југоисточниот регион. Недела ќе биде само малку посвежа од сабота, а ќе започне со претежно облачно време со услови за локален и слаб предпладневен дожд. Повторно попладнето и дел од вечерта ќе поминат во облачно и претежно врнежливо време. Понеделник ќе започне со релативно малку облаци и повеќе сончеви периоди. Попладне повторно се очекува зголемување на облачноста и појава на локален дожд, но врнежите ќе бидат ослабнати и поретки во централниот регион. Температурата ќе достигне максимална вредност околу 27 степени во северниот дел на земјата, на југозапад околу 25 и до 30 степени во југоисточниот регион. Пукна цевка на улицата Прилепска, која освен излевање на водата предизвика и мала штета на тротоарот и коловозот. Откако ќе се санира дефектот, се ќе биде вратено во првобитната состојба. Маја Богоевска. На улицата Прилепска во непосредна близина на Пелагонка 1. Утрово пукна азбестна цевка, односно се јави дефект на водоводната линија. Екипа на јавното предпријатие Водовод интервенираше со цел да се санира дефектот. При дефектот водата се излеа по коловозот, а како резултат на тоа се оштети тротоарот кој од бехатон плочки, како и мал дел од коловозот. Според директорот на Водовод, откако ќе се отстрани и санира дефектот, улицата и тротоарот ќе се вратат во првобитната состојба, а тоа согласно одлуката која е донесена ќе го направи јавното предпријатие Нискоградба. Реализиран проектот изведба на електрична инсталација за осветлување на сообраќајната клучка Макази на регионалниот пат А3 Битола-Ресен. Оливера Михајловска. Спојката на патиштата од Битола кон Преспа и Охрид, граничните премини кон Грција и Албанија, осветлена. Мислам дека не постои двоумење во однос на ова прашање колку е значаен, бидејќи нема жител од Пелагонискиот регион, а впрочем и од цела Македонија, кој што не поминал по овој пат, одејќи нели према Охрид или према Преспа, и сметам дека промената која што се гледа од вечерва со светнувањето на овие светилки, со осветлувањето на оваа клучка, е значаен и од безбедносен аспект, меѓутоа и од аспект на она што значи подигнување на квалитетот и на стандардот на сообраќајниците во Република Македонија. Изведбата на електрична инсталација за осветлување на сообраќајната клучка Макази на регионалниот пат А3 Битола-Ресен чини 2 милиони денари. Постојат поставени се веќе 31 канделабра, 31 современа канделабра кои што ја осветлуваат оваа клучка. Во непосредна близина на оваа клучка се наоѓа секако и откупно-дистрибутивниот центар, еден многу значаен исто така проект за ресенчани, за преспанчани, и така што целиот овој простор со реализацијата на овој проект добива едно поинакво значење и не само визуелно, туку и од безбедносен аспект, бидејќи многу возила фреквентираат на дневно, неделно, месечно и годишно ниво, како сакате, низ овие патишта, така што со ова веќе и безбедноста во ноќните часови ќе биде зголемена на сообраќајот во овој дел од Преспа. Во рамки на програмата за регионален развој 2014 година и финансиран од Бирото за рамномерен регионален развој, а по одлука за приоритет од 9 градоначалници на Пелагонискиот регион, Макази кај Ресен сега е сообраќајно побезбеден. Универзал студија, односно Холивуд, заинтересиран за снимање филмови низ Македонија, најавија и можна изградба на филмско студио во касарната. Сакаат да инвестираат во филмската индустрија, но рекоа дека очекуваат и помош од владата и општината. Оливера Михајловска.
Конечно, по толку време, вистинските луѓе, добитници на Оскар од Холивуд, дојдоа да ја реализираат приказната Битола филмски град. Познат како патувачки гуру, поранешен дипломат, наградуван новинар на CNN, во последните години дел од Universal Studio во Холивуд, како ловец на атрактивни локации, Перси Вон Лепински се наоѓа во Битола заедно со екипата која наредниве денови низ цела Македонија ќе снимаат промотивни филмови за Македонија. Значи, ние покажавме дека во нашиот детален урбанистички план имаме маркица за филмско студио. Ние сме најподготвената општина која што може уште веднаш да пристапи кон градење на филмско студио доколку има инвеститор. Тие се за трите овие работи заинтересирани. Јас се радувам затоа што тие веднаш забележа, бидејќи гледаат убавините низ Македонија, дека овде навистина се кријат многу ресурси, многу големи потенцијали за филм. Предизвршниот продуцент на Hollywood Media Bridges беше распослан планот на парцелите во касарната и една била избоена во розово. Значи, ако одат плановите како што треба, јас го поканив и премиерот, го поканив и градоначалникот да дојдат во Universal Studio и наскоро ние ќе окупираме оваа розова површина. Предлогот што паднал при разговорите се три можности: снимање документарен, игран филм за Битола и трето, градење филмско студио на парцела во некогашната касарна во Битола, каде што сега е и филмскиот град. Јас сум убеден, иако нормално има можности и во Битола, има и во Скопје, има во Охрид, има и во Крушево, но убеден сум дека е најдобро да биде студиото во Битола, затоа што, како што спомнавме, на еден час околу Битола се најголемите убавини на целиот Балкан. Значи, за еден час имате две езера, ги имате Охридско езеро, Преспанско езеро, имате голем број планини, го имате Крушево, го имате Прилеп, го имате Лерин, го имате Водење, имате Пелагонија, имате Хераклеја, значи имате се. Значи, најубавото отворено филмско студио е тука, а се разбира со нивна поддршка и помош и другите студија кои што ќе се изградат во овој дел, за кој што имаме бескрајна површина. Во моментот оваа маркица е на 4 хектари, но има простор за над 50 хектари. And with the support, and we do need the support of your government to help us to do that. Ние ќе очекуваме поддршка од вашата влада да го направиме тоа. We're willing to put our own money in, but we need help with the government to do that. Значи ние ќе инвестираме наши пари во тоа, но сакаме и поддршка од владата. Гостинот од новинари најчесто бил прашуван за храната и впечатоците на земјава, но го прашували и како ја гледа Македонија во иднина, на што вели како филмски центар. Со амфетамин врака им побегнал на полицијата. СВР Битола поднесе кривична пријава против лицето со иницијали Иѓ, 29 години од Битола, за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. На 22 август годинава од страна на полициски службеници на улицата Линденска е забележан пријавениот, кој откако ги видел полициските службеници, веднаш се дал во бегство, при што на една од клупите оставил мобилен телефон, клучеви и најлонско пакување со 6,3 грама амфетамин. Се преземаат мерки за пронаоѓање на пријавениот, кој е се уште во бегство. Голем е утрешниот ден за една генерација. Се враќале дома во 7 навечер и читале класици. И за други теми по паузата, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: каде ќе студирате? Во градот каде што живеам, во Скопје, надвор од Македонија. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Во 50-тите години на минатиот век учениците се враќале најдосна до 7 часот навечер, а потоа читале книги. Немале телевизија, мобилни и компјутери, но затоа ги имале прочитано сите класици. Маја Богоевска. Генерацијата матуранти 1953-54 година од Битолската гимназија утре слави 60 години матура. Во текот на 6 децении тие се среќавале на секои 5 години, но последните години се среќаваат многу почесто. Тие беа генерација која тогаш учеше во гимназијата кога се беше средено после војната.
Немаше телевизори, немаше компјутери, ни телефони. Целиот живот и нашата младост ни помина во гимназијата. Бевме во разни секции, драмски, хорот се надпреваруваше низ Македонија, оркестарот, рецитаторската, сите тие работи не окупираа и ние таму немаше кафичи, се разбира, и требаше до 7 сато дома да бидеме, немаше што да правиме и многу читавме. Во тоа време, значи, таа популација беше да речам, најобразована во тој начин да ги читат и класиците и сите тие работи. Тогаш образованието беше поинакво, вели Викторија Османли, која заедно со сопругот Ѓорги заедно матурирале. Викторија Османли работела како професорка по француски и латински јазик, а Ѓорги Османли како специјалист педијатар неонатолог, кој основал службата за неонатологија во Битола. Иако на почетокот во нивната генерација се запишале околу 300 ученици, успеале да матурираат само 40, а сите тие се запишале и завршиле факултет. Кога завршивме, сите се некако од Битола што бевме како една носталгија за градот, или тоа е можда трагедија на битолчани, си го сакавме многу градот и сите се вративме во своите места. По големиот дел се вративме. Тогаш беше и лесно за запослување, сите се запосливме. Кои професори, инженери, архитекти, новинари и така натака. Во нашата генерација имаше од сите профили. Правници и така. Во тоа време постоеше големо другарство. Си се помагавме, немаше тогаш спремање по професори со пари, математика, току ние бевме одредени некои подобри да им покажуваат на послабите. Со тоа двојна корист имаја и добрите и послабите. Овие си повторуваја материјалот, а другите го сваќаја онака како на нивни јазик кога некој другар му го раскажува. Така да другарството тогаш беше стварно и немаше никакви разлики од каква средина, дали интелектуална, дали то децата сите фудбал играе, не знае дали се од село, дали се од град, но немаше разлики во тоа. Сите бевме под униформи, тогаш во кецели, то ни беше најубавото нешто, бидејќи ние тогаш мразевме вистина, ама после кој ќе се сетевме дека савајле кој ќе станеш додиш на школо, не размислуваш што да ставиш него одма кецелјата, тогаш сите гледавме дека тоа е многу практично. И за родителите, и за нас. Бидејќи нејзиниот работен век го поминала како професорка, вели дека мора да има разлика во знаењето на учениците. Не мораше тоа да се, како сега, да се стега да речат оти овај ученик треба да му дајме двојка или тројка, ти треба да се запиши на тој факултет. Зато сега и овие резултатите што излегуваат во екстерното, не ќе ми јас тоа да зборам против колегите и то, тие си знаат колку е тешко сега, но излегуваат некако други бројки. Затоа што тие се приморани да дадат добра оцена, да дадат петки, во класовите кои ќе отворите дневниците од прва до последна петки, не може тоа, мора да има диференцијација. Какви се сегашните деца? Најважно е дека децата сега се по-љубопитни со компјутерите, со тие работи, ама од друга страна пак немат речник, не се начитани, не се дружелюбиви толку само ако дат во кафичите или на летовање, инаку појќе се затворени во себе, сами дома, со компјутерот, со лаптопот, со тие работи, така да, а ние сакале некеле тогаш, моравме се дружиме и да читаме, навечер читавме што кај преш од 7 сато не ке спиеш, немавме атласи, немавме по географија, немавме учебници, пишевме дома биологија и тие работи, сега тие на компјутер не морат и учебници да имат, што се вели на компјутерите, на интернет, сето тоа е достапно, така да ти имат поголеми знаења од нас, што имавме ние. И се поинтелигентни од нас, само се поразплинати, животот е по-динамичен кај нив. Значи, самите тие не може да се најдат понекојаш себе. Утрешниот ден го чекаат со нетрпение, да се навратат на спомените. На утрешен ден пред 60 години амбициозни и полни со ентузијазам зачекорија во иднината. Навраќајќи се во минатото, се подсетуваат на заедништвото, другарството, меѓусебната помош и несебично додавање, кои оставија трајни постулати на нивната иднина и иднината на многу генерации после нив.
Вкупно 1525 места на Битолскиот универзитет за идните магистранти и доктори. Првиот упис завршува на 9 септември, а уште две шанси универзитетот нуди во октомври и ноември. Во тек е првиот уписен рок за втор циклус на студии магистерски и специјалистички и трет докторски студии. Идните магистранти имаат можност за избор во широката лепеза од 68 универзитетски студиски програми и 16 специјалистички, со вкупно 1525 места. Вкупно имаме за втор циклус на студии слободно 1525 места, од кои што 1325 се значи за универзитетски студии, 200 се за специјалистички стручни студии. Додека за третиот циклус на студии имаме слободни 112 места. Конкурсот веќе е објавен, го има на веб страната на универзитетот и ќе има 3 уписни рока. Едниот е сега, значи, другиот е во месец октомври и третиот е во месец ноември. Така, Битолскиот универзитет во новата академска 2014-2015 година магистерски и докторски студии организира и на Техничкиот факултет и на Високата медицинска школа. Известуваме дека престои упис за втори и трет циклус на студии на сите студиски програми на Технички факултет Битола. Согласно проектот на владата на Република Македонија, и Технички факултет нуди студиски програми од стручните студии за упис на кандидати од категоријата 30-35 со партиципација од 200 евра. На втор циклус студии за специјализација или специјалистички стручни студии, ова година за прв пат акредитиравме и распишуваме конкурс со добиено решение за почеток со работа од Министерството за студиската програма радиолошки технолози, една специализација, тоа е магнетна резонанса и компјутеризирана томографија, каде што бараме максимум 20 студенти. Исто така, новост за вториот циклус студии, новост е студиската програма за сестри, тука дополнуваме уште со една специализација по онкологија, каде што бараме максимум 10 студенти. Квалитетот на студиските програми се темели на традицијата на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и искуството на наставниот кадар изградени во изминатите 34 години, вели проректорот Атанасовски и додава дека дополнителна мотивација е што на секоја студиска програма 5% од најдобро рангираните запишани студенти ќе бидат ослободени од плаќање на кофинансирањето. Денеска, по повод 70 години од бегството на политичките затвореници од бугарскиот затвор кај Црнмост во Битола, се положи свежо цвеќе пред споменикот од страна на организаторите на настанот Сојузот на борци и од страна на општината, представници на Советот и политички партии. Се навршуваат 70 години практично од бегството на политичките затвореници од бугарскиот фашистички затвор, кој што практично бил овде, крај Црнмост, и овој споменик и ова спомен плоча практично се во знак на сеќавање на тој историски момент. Денеска мислам дека и младата генерација и сите ние кои што живееме во Битола не можеме да го заборавиме тоа, затоа што и тоа е дел од големите историски случувања, како и голем дел од бурната македонска историја, која што укажува на многу жртви, на многу пожртвувани луѓе и се разбира на многу млади положени животи за слободата на Македонија. Бугарската власт настојуваше по секоја цена да го уништи народно-ослободителниот покрет. Особено после нападот на кажани на полициската станица и осуетувањето на кога бугарската фашистичка власт сакаше да го прослави 2 август во село Смилево, претходно партизанскиот одред Даме Груев влезе и одржа таму митинг. Тоа секако допринесе да бугарската власт биде обезумена и настојуваше по секоја цена да го ликвидира народно-ослободителниот покрет и партизанското движение. Така да на ова место, особено во судскиот процес во јули месец 42 година и октомври 42 година, како што реков, беа осудени 250 луѓе, од кои 5 од Битола беа осудени со бесење. Тројцата, Георги Наумов, Рогозинаро и Никлецо, плашејќи се бугарската окупаторска власт дека може да дојде
до некој преокрет, илегално ги пренесе во Скопје и во Скопскиот затвор таму беа обесени, додека Борис Резовски и Мурџевски беа осудени на смрт и ликвидирани, односно обесени во Битолскиот затвор. Бугарската фашистичка власт во затворот, плашејќи се да не дојде до освоетување, пред 3 дена пред капитулацијата на Бугарија, ги отвори портите и политичките затворници побегнаја. Викендов во општина Новаци ќе се одржи меѓународниот фудбалски турнир Новаци LG Cup 2014 за млади фудбалери родени во генерациите 2001-2005 година. Станува збор за дводневен спортски настан кој општина Новаци и градоначалникот Котевски традиционално веќе трета година поред го организира по повод 8 септември, денот на независноста на Република Македонија. На турнирот ќе земат учество 600 млади фудбалери и 40 тренери од 40 фудбалски екипи од Македонија, Србија, Хрватска и Грција. Ова е трета година поред како го одржуваме овај спортски спектакл по повод државниот празник и ќе продолжиме и понатаму, рече градоначалникот Лазар Котевски. Свеченото отворање на турнирот е закажано за сабота, 6 септември во 12 часот и 30 минути на стадионот на фудбалскиот клуб Новаци во Новаци. Македонските деца се најсреќни според извештајот на УНИЦЕФ за 2013 година. Македонските деца кои лани воопшто и не беа на листата, од врвот ги симнаа малите холанѓани, кои сега се на второто место. Децата во Македонија се најсреќни на светот, а во Соединетите Американски држави и во Турција се најтажни. Ова рангирање е направено врз основа на новиот извештај на британската организација Children's Society. Добриот извештај за детството, изготвен минатата недела, е заснован на чувството на среќа и задоволство кај 50.000 деца од 39 земји. Велика Британија, земја на која се фокусира истражувањето, се најде на 30-тото место, пренесува 124 њуз. Истражувањето било спроведено заедно со Универзитетот од Јорк. Децата биле прашувани да го оценат своето задоволство за неколку параметри, како што се семејството и семејниот живот, пари или друг имот, здравје, пријатели, излегување, училиште. Анкетираните објавија дека македонските деца помеѓу врсниците од државите како Соединетите Американски држави, Канада, Русија, Холандија најдобро се согласуваат со околината, семејството и друштвото, како и дека се помеѓу најдобрите кога станува збор за училишните обврски и самодовербата. Македонските деца кои лани воопшто и не беа на листата, од врвот ги симнаа малите холаѓани, кои сега се на второто место. Најсреќната петка ја заокружуваат Ерменија, Гренланд и Австрија. Децата во Израел се рангирани на 8-то место, додека на дното се наоѓаат децата од Турција. Само за нијанса посреќни од нив се децата од Канада и САД. Од државите во регионот најблиску до Македонија е Словенија, чии деца според среќата се рангирани на 12-тото место. Истражувањето покажало различен степен на задоволство поврзан со возраста, па така на пример 14 и 15 годишните деца покажуваат најмал степен на среќа. Друг интересен момент од истражувањето е што момчињата во поголем процент се посреќни од девојчињата. Еве што донесува светот. НАТО заседава во Велс. Украина доби морална поддршка. И за други вести од светот по кусата пауза. Останете со нас. Промоција на списанието, современи диалози. Повеќе проекции низ Македонија во рамките на патувачкото кино. Кристина Арнаудова го промовираше својот најнов албум во Битола. Средношколците чии семејства се приматели на социјална парична помош и годинава ќе имаат можност да примаат по 12.000 денари годишно преку програмата за условен паричен надоместок. Синдикатот за образование, наука и култура одлучи да го одложи донесувањето на одлуката за генерален штрајк за следната вонредна седница која ќе се одржи идната недела. Градот Скопје распише јавен повик на кој може да се пријават сите такси возачи да добијат бесплатна обука за англиски јазик. Трошоците ги покрива градот.
Земјотрес со интензитет од 5,5 степени по Рихтер беше регистриран денеска во Средоземното море западно од Кипар, соопшти Кипарскиот институт за геолошки истражувања. Заврши драмата во рудникот за јаглен Распоточе Гезеница, во кој по вчерашниот горски удар 34 удари повеќе од 20 часа остана заробени подземја. Рускиот претседател Владимир Путин, иако многу повеќе сака да ја покажува својата мачо страна, повторно се расплакал пред камерите при официјалната посета на Монголија, додека се интонирала химната на Русија. Република Македонија ја гледа својата иднина во НАТО и е подготвена да ги преземе сите обврски и одговорности како полноправна членка на Алијансата. Ова на средбата со министрите за одбрана во рамки на самитот на НАТО во Кардив го изјави министерот за одбрана Зоран Јолевски. А што ги налути грците на самитот на НАТО во Велс? Министерот за надворешни работи на Македонија, вака шефот на македонската дипломатија Никола Поповски беше најавен на самитот на НАТО во Велс, Велика Британија, и покрај политиката на Алијансата која за Македонија ја користи привремената референца поранешна Југословенска република Македонија. Официјалниот спикер го најави Поповски користејќи го уставното име на државата, пошто шефот на македонската дипломатија се поздрави со генералниот секретар на НАТО Андерс Фок Расмусен и со британскиот премиер Дејвид Камерон. Ваквиот потек не остана незабележан во соседна Грција, каде медиумите ја објавуваат снимката како своевиден скандал на самитот. Грчката делегација ова веднаш го оцени како провокација и најави официјален протест до организаторот. Во велшкиот град Њупорт денеска започна вториот ден од самитот на НАТО на кој би требало да се донесат клучни одлуки за формирање на ударна единица за брзо реагирање на НАТО, како и за проширување на европските и американските санкции на Русија. Вчера е договорено новата ударна единица за брза интервенција, чие што формирање пред самитот ја најави генералниот секретар на НАТО Андерс Фок Расмусен, ќе биде составена од околу 4000 припадници на копнени, поморски и воздушни сили, како и припадници на специјалните единици. Таа единица нема да биде стационирана на источната граница со НАТО, како што сакаа Полска и Балтичките земји кои се спротиставуваат на обидот на Русија да го прошири влијанието на поранешните членки на источниот блок, кои сега се во НАТО. Украина доби поддршка од НАТО во конфликтот против Русија на истокот на земјата, за сега само морална, затоа што Алијансата исклучува било каква воена интервенција. Украинскиот претседател Петро Порошенко нема големи надежи кога се во прашање преговорите со Русија за примирие на истокот на неговата земја. Порошенко вети примирие доколку Русија се согласи на мировен процес. Генералниот секретар на Алијансата Андерс Фок Расмусен вели дека слични најави од Москва слушнале веќе неколку пати. Она што се брои се фактите на лице место, рече Расмусен, алудирајќи на борбите во источна Украина. НАТО ја обвинува Русија дека испратила повеќе илјади војници во Украина кои се борат на страната на сепаратистите. Ни германската канцеларка Ангела Меркел не звучеше премногу оптимистички по средбата со Порошенко. Лидерите на земјите членки на НАТО на вториот ден од состанокот во Велс главно за начините како да одговараат на заканата која доаѓа од милитантите на Исламската држава. Според нивните оценки станува збор за глобална опасност која секојдневно расте и затоа мора да биде запрена. Генералниот секретар на НАТО Андерс Фок Расмусен смета дека меѓународната заедница има обврска да го запре напредувањето на милитантите на Исламската држава. Според Расмусен, сојузниците мора, како што рече, сериозно да размислат да му помогнат на Ирак, каде што милитантите имаат освоено големи делови од таа земја, но и од Сирија и кои својата бруталност секојдневно ја прикажуваат пред светската јавност, користејќи ги социјалните мрежи. Дискутиравме за заканата од Исламската држава во Ирак и Сирија. Нашата порака е јасна. Обединети сме во осудата на ваквите варварски и одвратни акти, изјави на самитот во НАТО британскиот премиер Дејвид Камерон. И американскиот претседател Барак Обама се согласува дека НАТО мора да стане посилен за да одговори на, како што изјави, лакот на нестабилност кој се протега од Северна Африка до Блискиот Исток.
Рударската несреќа во Распотојче, Босна и Херцеговина, предизвикана од земјотрес, нема да има среќен крај. 5 рудари го загубија животот во окното каде што беа заробени од одрон вчера попладне, објавија босанските медиуми. Останатите 29 рудари се извлечени и веќе медицински згрижени. Информацијата дека 5 рудари не ја преживеале несреќата ја потврди председателот на Синдикатот на рударите во Федерацијата Босна и Херцеговина, Синан Хусиќ. За жал знаев за ова и претходно, но немав сила да ви кажам. Излегоа 29-те, а овие 5 за жал не преживеа. И им изјави на тој на медиумите. Се уште се чека официјалната потврда на информацијата од управата на рудникот. Одронот во рудникот Распотојче го предизвика земјотрес со интензитет од 3,5 степени по Рихтер, кој вчера попладне го погоди регионот на Зеница. Црн петок за Франсуа Оланд. Од печат излезе книгата Исповед на неговата невенчана поранешна сопруга Валери Триевајлер во рекорден тираж од 200.000 примероци кои се распродаваат како круасани. Во неа Триевајлер, новинарка во Пари Мач, открива детали од нивниот приватен живот. Меѓу најцрните детали од книгата е начинот на кој Франсуа Оланд ги нарекол бездомниците беззабници. Тешко обвинување за кандидатот за председателот на време кој се прикажуваше дека не ги сака богатите. Американската полиција уапси во четвртокот 44 лица во Њујорк и Лос Анџелес во протестите на вработени во ресторани за брза храна кои учествувале во националниот ден на штрајкот, барајќи зголемување на платите и можност за синдикално организирање. Вработените бараат плата од $15 за час, што е двојно повеќе од досега минималната плата од $7,25, која што во моментов ја исплаќаат најголемиот дел од компаниите за брза храна. Джоан Риверс и Майкл Джексон умреле од истиот лек. Познатата водителка Джоан Риверс, 81 година, која почина вчера по еднонеделна индуцирана кома, како причина за нејзината смрт се наведува истиот лек од кој почина и кралот на поп музиката Майкл Джексон во 2009, пренесуваат американските медиуми. На Джоан престанало да й работи срцето откако била успиена пред операцијата на грлото изминатата недела. Таа паднала во индуцирана кома и веќе не й се вратила свеста. Заводот за здравство на државата Њујорк во моментот спроведува истрага во клиниката Јорквил ендоскопи клиник, на која се тврди дека на Джоан и дале ист коктел на лекови кој го убија кралот на поп музиката Майкл Джексон пред 5 години. Сега и за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево.
Тука е крајот на светот денес. Ви благодариме за вниманието. Тера телевизија ви посакува пријатен продолжен викенд.